إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Navistina mi je drago i sam srećen što se najdovam među vas tuka i da se stretnime tuka vo naši od Mekteb, za da se podsjetuvame jedan na drugi, za da se podobruvame jedan со други и да се советуваме еден со други за вистината, за единствената вистина, што е ел Коран и Сунна и сваќањето на Селефу Салих, и да се држиме цврсто за таја вистина, без сомневање, без колебање, без да пречекува човека некој приватен, личен интерес. Секој еден треба да знае дека ес-селефијун, вистинските селефи, се луди што немаат пари. Немаат пари. Кој барат иде тука, значи сега треба присутниот на одсутниот да му го пренесе некогаш. Кој бара тука да идет за да мислите ка ние ќе му даме пари или ќе профитира, тогаш е во погрешна адреза. Значи ние овде не сме адреза што делиме пари или имаме пари. Семе, селама. Значи треба секој ден да знае, алейкум селам, да иде тука за единствена работа, за учење. Искрајно да учи ова вера, верата на Аллах субханаху ва та'ала. Како што рекол еден од првите на Селеф, да имаш ти еден брат, значи брат, дали е твој брат од крв или брат верски, да имаш еден брат што секогаш кога се најдуваш со него, кога се најдуваш со него, те советува за верата Аллахова, е подобар тој за тебе, од да имаш еден брат што секогаш кога се најдуваш со него, ти стават пари во раците. Значи ти стават пари. Ти дават секогаш кога се најдеш, ти дават пари. Но она што ти дава знање, што те советуваат, што те учат, што те подобруваат, тој е подобар за тебе. Значи тие пари се само за едно ограничено време што има човекот придонес. После ќе се потрошат. Ама она што остануваат и што го зема човекот со него во гробот се делата. Но делата бараат знаење. Ако немаш знаење, како ќе ги градиш и ќе ги правиш тие дела? И од базите на нашата вера, од најогромните бази на нашата вера е послушноста спрема владарите. Од најголемите бази од Ехли Сунна вал Џемаа е да бидиш послушен спрема владарите. И ова база не разликува нас, Ехли Сунна вал Џемаа,
од другите заблудни секти. Зошто пегамберот салаллаху алейхи ва селем, како не известил нас дека овај умметот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, што сме ние, има да се расцепит на 73 групи. 72 групи се во џехеннем. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем рече 72 групи се во џехеннем. Само една единствена група е каде? Во џеннет. Замисли ти се да имаш 73 извори на вода. 72 извори се со прљава вода, нечиста вода, гнасна вода, дури затруена вода. Имаш еден извор што е со чиста вода. Каде ќе пиеш ти? Секој човек што има здрав памет, здрава логика, каде ќе оди? Кај чистиот извор. Зошто тогаш кај чистиот извор одиш? Ако иде за верата, не го бараш тој чисти извор. Туку велиш каде било. Ја главно да ода на дерс, на вајс, да седна кај некого. Не. Тоа што го земиш од тој некого, тоа е вера. Тој некој си, што ти кажуваат нешто, тоа е вера. Со тоа ти утре ќе правиш дела. Со тоа ти утре, алейке селам рахматуллах. Со тоа ти ќе градиш утре твоите дела. Затоа треба строго пазење, врвно пазење од кого да земаш знаење. И сите групи, како што рекол имам Бербехари, од имамите на Селеф, дека 72 групи, што се групи на џехеннем, прават молитва, се молат против владарите. Значи прават молитва против владарите. А една единствена група прави дова за подобрување на владарите. И на овај пат, на ова повикување, на послушност спрема владарите, и овој патот на сахаба, патот на имамите, како имам Ахмед, имам Бухари, имам Муслим и другите имами на исламот, го имаат овај пат, што повикуваат задолжителноста во послушување спрема владарот. И ова, значи да бидеш послушен спрема владарот, не е нешто што тие ги имаат или ние го имаме сами измислено, поради нашите интереси, поради нашите страсти. Не. Ова е вера. Зато Аллах џелешану што вели? Ја ејюхеллезина амену удхулу фис-силми каффа. Овие што све верувале, влезите во Аллаховата вера целосно. Целосно. Не 99%, не. 100%. Каффа. Вала таттаби'у хутуати шејтан. И немо да ги следите трагите, стапките на кого? На шејтанот. Ако ти тој 1% не го ставиш во пракса од верата на Аллах џелешану, ти си во тој момент следец на стапките на кого? На шејтанот. Сакаш или не ичеш. Иннаху лекум адуун мубин. И на вистина тој е вас јасен непријател. Јасен. Зато, значи, ако сакаш да не ги следиш стапките на јасниот непријател, тогаш влези во Аллаховата вера 100%. 100%. Ова треба секој да биде в глава, пред очи, нон-стоп. Ја треба да бидам муслиман 100%. Зошто Аллах вели: Ја ејюхеллезина амену. Овие што се верувале, значи Аллах им збори овде на кого? На верниците.
Udkhulu fi silmi kafa. Влезите во оваа вера целосно, тотално, без исклучоци. И од дел од нашата вера е, што треба да го стави муслиманот во пракса, е што? Послушаноста, да бидеш послушен спрема владарите. Како Омар, ради Аллаху ан, Al-Khalifa, Al-Rashid, ради Аллаху ан, што велит? Ла ислама илла бил джама'a. Немат ислам освен со джамаат. Вала джама'a илла би султан. И немат джамаат освен со владар. Немат джамаат освен со владар. Вала султан илла би сам'i ва та'a. И немат владар да имат освен со покорност и послушност према него. Со покорност и послушност према него. И шо вели Аллах Джелешану за во врска за послушноста спрема владарите? Ја ејюхеллезина амену. Аллах пак им се обратуваат овде на тие верниците. Не ја ејюхеллезина кафару. Ја ејюхеллезина амену. Вие велите дека сме верници? Овде треба овие ајти да ги ставиш во пракса. Да ги ставиш во пракса. Ја ејюхеллезина амену. Ати'у Аллаха ва ати'у Расула ва улил амри минкум. Бидите покорни и послушни спрема Аллах, спрема неговиот пекамбар, Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, и кој после третите? Ва улил амри минкум. И владарите што владеат над вас. Ова е курански ајет. Ова е наредба од Господарот на световите. Од Господарот на световите. Од онај што снабдуваат секого и се што. И дури рибата што е во длабочината на океанот, Аллах му ја снабдува неговата риск му го дават. Ја ејюхеллезина амену, ати'у Аллаха ва ати'у Расула ва улил амри минкум, фа ин таназа'тум фи шејин, фаруддуху ила Аллахи ва Расул. И ако вие имате некоја сваđа меѓу вас, значи после наредбата за послушноста спрема Аллах, спрема пекамбарот и владарите, Аллах Джелешан, ако вие имате некоја сваđа меѓу вас, недоразбирање, несогласност, што да правиме тогаш? Кај се ми радојме? Не. Фаруддуху ила Аллахи ва Расул. Вратете ga таја несогласност кај Аллах и кај пекамбарот. Што велит имам Ибн Каthир, рахимахуллах, од имамите на тефсирот, велит ила Аллах ила китабихи. Значи вратете ја кај Аллах Джелешану, значи кај Аллаховата книга. Ва ила Расул ила суннетихи. Вратете ја таја несогласност, тоа меселе кај пекамберот. Значи барајте за тоа несогласност одговорот ваш во Куранот и во суннетот. После шолите Аллах субхана ва та'ala, ин кунтум ту'минуна биллахи вал јаумил ахир. Ако вие на вистина верувате, значи вратете ја таа несогласност кај Аллах и кај пекамберот, ако вие сме вистински верници, ако вие верувате во Аллах и на судниот ден, значи ако вие верувате дека имат да бидите оживени, и имат да бидите прашани, има да дајте, значи, обрачон, тогаш вратете ја вашата несогласност ке Аллах субхана ва та'ala и ке пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Залика хајрун ва ахсану та'вила. Навистина, ова, вашето врачање кај Аллах субхана ва та'ala и кај пекамберот е ова подобро за вас и го имат најдобриот излез. Подобро е за вас и има најдобар излез. Значи од таја кавга, од таа несогласност, од тоа недоразбирање, најдобар излез и подобро е што? Враќање
ставане, значи, тоа меселе меѓу Куранот и Суннетот. И барање одговорот за тоа меселе во Куранот и во Суннетот на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. И улил амри минкум, значи владарите, послушноста на владарите, како што велит имам Ибн Кефир рахимахуллах, дека овде имат едно мало ограничување. А тоа ограничување е зашто послушноста спрема Аллах Джелешану и послушноста спрема пекамберот салаллаху алейхи е апсолутна, без исклучок. Но послушноста спрема владарите имат исклучок. Значи не е така апсолутна, со исклучок. Тој исклучок што е? Дека немат покорност спрема владарите во правење грев на Аллах субханаху ва та'ала. Значи ако еден владар ти наредува да пиеш алкохол или да правиш, да крадиш и така натаму, овде немат послушност. Значи ти го послушуваш него во добри работи и во работи може тебе не ти се допаѓаат. Но владарот ги ставил. Како на пример да возиш на улица, овде сега пред нас овако, Тито, како се вика тоа? Маршал Тито, 30 да возиш. Ти сакаш 60 да возиш. Не. Овде треба да бидеш послушен. Иако може би тебе не ти се свиѓат, ама ова не е греф. Значи ти не правиш греф ако возиш 30. Ама не ти се свиѓа тебе. Тој не те треба за греф, ова не е греф. Ама тебе не ти сакаш 60 да поминеш со колата твоја. Или не сакаш да го врзиш каишот. Кога тебе да возиш кола со врзан каиш, ти велиш не, ми е досадно. Се одврзуваш. И после добијаш казна. Значи ови работи, или на семафор, велиш ја се брзам, не сакам да чекам на црвено ќе помина. Да. Секој има после хитна работа, никој не чека на семафор. Сите ќе прават проблеми. Алейкум селам ва рахматуллах. Значи во работи само што се грев. Ако се грев тие работи, немаат послушност спрема владарот. А иначе во други работи треба да имаме послушност спрема владарите. И како што рекле, алейкум селам ва рахматуллах, како што рекле некој од селеф, значи fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Значи Муџахид, еден од имамите на тефсир, велит, значи тоа вратете го во книгата на Аллах Джелешану, што е Куранот, и суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. И Худзаифа ибн Al-Yaman радијаллаху ан, што е чувач на тајните на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Овај почитуван сахаби Худзаифа ибн Al-Yaman радијаллаху ан велит дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам рекол: "Јекуну ба'ди аимматун ла јахтадуна бихудаја." Пекамберот салаллаху алейхи ва саллам велит: после мене, после мојата смрт, имат владари што нема да го следат моето упатство. Вала јастаннуна би суннати, и не го следат мојот суннет. Значи пекамберот им кажал на сахаба што ќе дојде после него. Ке има, значи, владари што не го следат упатството на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам и не го следат суннетот на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Ва сајекуму фихим риџалун кулубухум кулубу шајатин фи џуthмани инс. И ке имат меѓу тие владари, ке имат такви луди
што има да носат во нивните човечки тела срца на шејтаните. Значи, срцето него е како еден шејтанско срце. Значи, види, пекамберот салсам ги опишуваат овде тие владари. Не го следат упатството на пекамберот салсам, не го следат суннетот, имаат срца, џаволски срца. Но не е ова само доволно. Продолжуваат пекамберот салаллаху селем. Прво му велит Худейфа, култу, велит Худейфа, реков јас, значи му се обрати на пекамберот салаллаху селем. Кейфе еснау ја Расулуллах ин адректу залик. Како да се понашам? Што да правам јас ако ме достигне мене тоа време? Значи сахаба сака од упатството на пекамберот салсам да учат. Зошто сакаат да знаат како да постапат. Да, како да бидат нивните дела во согласност со она што дошол пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Факал. И му рече пекамберот салаллаху, значи му дават одговор сега. Му ги опиша прво овие владари со вакви особини и после му рече пекамберот салаллаху тесмау ва тути'у лил амир. Ке бидиш послушен и покорен спрема владарот. Спрема тие владари. Што не го следат упатството, што не го следат суннетот и што имаат џаволски срца. Ова го вели пекамберот саллаллаху алейхи ва салам. Тесмау ва тути'у лил амир. Ти велиш ла илаха илла Аллах, Мухаммедун Расулуллах. Овде се прашува дали ти ова Мухаммедун Расулуллах си го ставил вистински во пракса? Дали првин го имаш како акида, како верување ова? И после во пракса си го ставил. Овде вели пекамберот тесмау ва тути'у лил амир ва ин дуриба захрак ва ухиза малак. Биди послушен и покорен спрема владарот, иако тој те тепа тебе, те тепа, захрак те удират во грбот и ти го зема твоето богатство. И ти го зема твоето богатство. Фасма ва'ти. Биди послушен и покорен. Овие хадизе во Муслим, Сахих Муслим, една од најаутентичните книги на дуњалокот, после Сахих ел Бухари. Пекамберот сасем ги опиша овие владари со 5 особини. Не го следат упатството него, не го следат суннетот, имаат џаволски срца, да те удират во грбот, значи со камџик, и да ти го земат твоето богатство. Сите овие 5 да ги имат владар еден, пак треба да бидеш послушен и покорен. Ова е вистинскиот ислам. Овие се зборите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Не слуша некои јутубисти утре и велиш види како вели овие, како збор овие, како плачат овие. Тие се крокодилски солзи. Крокодилот имат лажни солзи. Иако можат се солзите негови големи. Огромни солзи ваѓат, но се лажни. Таките што тажат на YouTube, тажат, тие и земат, шамичето е спремано тука све, и плачат. Суфјан ел-Саури, рахимуллах, Суфјан ел-Саури, еден од имамите на Селеф, имам, како што велите имам ел-Захаби, рахимуллах, ако бе се собрале само хадисите Суфјан ел-Саури, што дат меѓу неговата, значи, синџир, ке беше во тоа време 10 томови. Денеска рачуни тие 10 томови, денешно време 100 томови. 100 томови, тоа е човек само. Суфјан ел-Саури, рахимуллах, што вели Суфјан ел-Саури? Плачењето е 10 врсти, да плачеш е 10 врсти. Од тие 10 врсти е само една врст за Аллах Джелешану. Една врст од 10 врсти, само една за Аллах Джелешану. Ако ти дојде таја еднош годишно тебе, и таа е многу. Еднош годишно и таа е многу. Овие имам е, брат. Имам. Што целата ноќ поминуваше во намаз. И вели вакви работи.
A danes kad je sekoj derz na YouTube plaća, tažat. Ne gledaj koj plaćat ili koj tažit, ne gledaj emocite na ľudžeto, gledaj, alejke selam rahmatullah, gledaj koji zborit su argumenti. Gledaj koji zborit su argumenti. Znači, tvota rabota ne treba da se dozvoliš ti, kako čovek pametan, zdravstvo pamet, da se igra neko su tvojte emociji. Gledaj argument odbarajmo. Meri go nego so vagata na sunneto. За да знаеш дали е тој во согласност на суннетот или во заблудност. Така да го мериш човекот. Не со емоции, не ми е братуче, не ми е близок или не зна, или ми е комшија, или ми е не зна што. Или исто презиме, или исто не зна што. Не. Крај на крај татко да ти е. Аллах субхана ва таала му рече на Нух алейхи салам, тој не ти е син твој. Кога Нух алейхи салам рече син ми, сакам да го земам во бродот. Аллах джамаш не ти е тој син тега. И Ибраим со татком исто. Овие зошти Аллах субхана ва таала ги спомнуваат овие случаи во Куранот? Зошти? Само онака да ги читаме? Не, да земиш наука од тоа. Школу да учиш. Ова не е игра, брат. Ова не е игра. Треба да го сватиме едно за стопа, за секогаш. Ова не е игра. Овде ти се играш со огон, брат. И тоа за секогаш. Омар ради Аллаху ан го ставаше прстот ваке на огон и го тргаше. Не можеше да издржи. Кој? Омар ради Аллаху ан. Тогаш рече, кога омај прст не може да го издржи огнот на овај дуњалок, како да го издржаме огнот на ахиретот? И затоа, значи, се отстрануваш од гревовите. Значи, ова не е шала, брат. Не сме створени за игра. Сме створени за нешто повисоко, за да го обожаваме еден и единствен Аллах субхана ва таала. Исто пекамберот салаллаху алейхи ва селам во други хадис што го пренесуваат имам Ал-Бухари и имам Муслим, вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Ас-сам'у ва-т-та'ату 'ala al-mar'i al-muslim фима ахабба ва кариха." Значи, муслиманот треба да биде покорен и послушен спрема владарот во оние работи што му се допаѓаат нему и во оние работи што не му се допаѓаат. Што спомнавме пред кратко. Значи има работи што тебе не ти се допаѓаат. Пример вели владарот, после 8 сатот никој нема право да излезе на улица. Наредба. Кој излагат има казна. Ти сакаш да бидеш слободен да шеташ, кога да излезеш да се дојдеш дома слободен. Ова е наредба. Тебе не ти се свиѓа. Треба да бидеш послушен. Зашто овде се работи што? Со верата. Како еден шех во Медина ни кажуваше дека еднош бил со шех Ахмед ан-Неджми. Од имамите во ова време, шех Ахмед ан-Неджми рахимахуллах. Во Самита, значи близко Јемен, брат, градче мало, во 4 сатот сабајле на семафор. Црвен семафор, никој не врви, ништо пусто. Се учеников му вели на шехов, ајде да го пречекориме, значи да го помириме со колава, значи човеков, ученикот возит, шехот до него седна. Шех да поминиме на црвено. Секако нема во ова време, никој не врви. Шо вели шехот? Не. Зошти? Покорност према владарот. Дека тој го поставил тој семафор. Значи не само покорност на владарот кога ќе те слушаат на интернет и некои излагаат пред владарите, кажуваат големи поезии, за после джебот да се наполни. Не. Ти го правиш ова искрено за Аллах субханаху ва таала. Не за луѓето да те гледаат и да те фалат. Не. Освен, вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, освен ма лем ю'мару бил ма'сија,
dodeka njemu su naredува njemu da pravi grevovi. Znači grevovi sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha umira bi ma'sijatin, fa la sam'un wa la ta'a. Znači koga mu su naredува njemu da pravi grevovi, prekršoci na Allahovata vera, togaž nema poslušnost i pokornost sprema toj čovek. Znači kako što rekao me da te tera da kradiš, da piješ alkohol i drugi zabranete raboti, togaž nema poslušnost prema nego. Ama vo raboti što ne ti se dopađa, a ne se grev ti je, kako rekao me da voziš 30, da voziš 50, da voziš 100 i take na tamo, tebe možda ti sakaš 200 voziš na autoban, ti voziš 100. Znači, pokornost. Iako tebe možda to ne ti se dopađa. Isto veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, što je hadis od Buhari, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem veli, budite poslušni i pokorni, iako go zemit vladenje tovoraka, jedan rob čovek od Somalija, od Etiopija, od Eritreja. Znači, luđe što nema vrednost. I je to što? Rob čovek. Robjak. I njegovata glava je kako jedno suvo grozija. Ka'anna ra'sahu zabiba. Znači, njegovata glava, dori njegov pogled ne je dobar pogled, znači. Kako izgleda to i kako čovjek, njegovata fizionomija ne je. Znači, glata nego izgleda kako suvo grozja. Suvo grozja kako izgleda? Isušen, znači to je isušenje. Nema to ne zasluživa kako za vladar da izgleda taka. Ama ako to ja zemi vladenje tovoraka, treba da bidiš poslušan i pokoran sprema nego. Treba da bidiš poslušan i pokoran sprema nego. I Imam al-Buhari, što je jedan od imamite na sunnetot, velit, laqitu akthara min 1000 rajul. Jas stretnav poveće od 1000 luđa. Poveće od 1000 luđa. Min ahlil ilm. Luđe na znanje. Znači, alimi. Ne bi sa običnim luđe stretnav mnogo pojči. Znači, stretnav 1000 i pojče alimi min ahlil Hijaz. Znači, od Hijaz. Što je Hijaz? Meka, Medina, Džidda. Od Hijaz. Od Kufa. Od Basra. Od Wasit. Od Bagdad. Šam. Masar. Od Šam, znači Palestina, Sirija, Libanon, Jordanija, tije države, Masar, Egipet. Od sitove državi sretnav alimi, od sitove državi. Laqituhum karrat. Gi sretnav tije poveće pati, duri. Ne samo jednoš go sretnav, ti alimi, poveće pati gi sretnav. Ovo velit Imam al-Buhari, imamu dunja, emirul mu'minin fil hadith. Poveće pati gi sretnav. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء فذكر أمورا I ne vidov nikoj jedan među njih da imat nesoglasnost v ovije rabote. I spomna neko raboče. Minha i od tije raboče što spomna, teka nema, znači ti ima konsens, soglasuvanje, znači svi tebe jedno mislenje. Bez isključok. An la nunazi'a al-amra ahlahu. Što? Da ne se svađame, da ne vlagame vo spor so oni što ima vladenje to. Znači, ne da hoćeš demonstraciji da izlagaš. Ne da praviš kaos. I veliš, nije barame prava. Pejgamber od Vomeka baraše prava. Da li ti si gnjaven toliko koliko pejgamber od Ebu Bekr i Omar i Uthman i Ali Vomeka?
но никогаш пекамбарот салаллаху алейхи не рече ајде да излеземе пред Кааба, да правиме демонстрација, да ги бараме нашите права. Се ние сме меканци. Ние сме меканци. Значи, тука сме родени, ние имаме права во ова место. Не. Зашто тој не е патот. Ен ла нунази'a ли ахлихи ал-амра. Значи, нема да не се сваđаме со оние што им дал Аллах джелешану, што имаат владството, владењето во раците нивни, да не влагаме во спори, во кавги и во недоразбирања. Ова го имам Бухари, што живел во златното време. Времето на имам Бухари кога живел, што времето на имам Ахмед, имам Муслим и така натаму, е златното време. Се викат. Зошти? Тогаш се напишани огромни книги и се расшири знаењето низ целата дуња. И тој сретнал во тоа време 1000 алими од различни држави. И сите беа согласни да не се сваđаме и да не влагаме во спор со оние што ги имаат владењето во нивните раца. Ти велиш, ние следиме селев. Еве селев. Кој е селев за тебе? Не ми кажува зборови што се обширни зборови, а не го специализираш нешто, специфично не го спомнуваш. Кој се за тебе селев? Кој се селев? Овие се селев. Имам Бухари, Ахмед, Муслим, Фудейл, Мухамед ибн Сирин. Тие се селев. Тие се звездите на исламот. Овие се вистински звезди што ние се гордееме со овие звезди. Имам Бухари 1000 сретнав и повеќе алими. И сите велеа да бидеш послушен. Да не креваш рака. Да не се откажеш. Салам алейкум. Алейкум салам рахматуллах. Што вели исто Фудейл ибн Ияд, алейкум салам рахматуллах. Фудейл, еден од имамите на селеф, Фудейл ибн Ияд, рахимахуллах. Што вели Фудейл? لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام. Фудейл, рахимуллах, велит, ако јас знам да имам една дова што ќе ми биде послушена мен од Аллах субханаху ва таала и примена, ќе ја правев таја дова за владарот. Значи имам Фудейл. Шо велит, ако знам јас една дова што ќе ми биде мене примена, ја знам оваа дова ми е примена сега. Тога шо вели тој? Ќе ја правев таја за владарот. За владарот. А не за себе. Значи секој ден ќе му мислиш о нас, јас ќе правев за мене. Да има ова, да има она, да има она. Не. Ама имамите што гледаат многу далеко и што гледаат со окото на суннетот, не со окото на страсти, на емоции. Значи, рабочето, затоа некој велат, а ова е тешко, да. Тешко е за него, зашто тој го гледа тоа нешто со око на страсти, на емоции и на незнање. Но ако го гледаш тоа нешто со око на знање и на суннетот, ќе биде многу лесно за тебе. И лесно е за онај што му го направил Аллах джелешану на него лесно. Зошто вели, каде е таја, значи, тајноста, каде е мудроста, зошто овај имам, како Фудейл ибн Ияд, го вели оваа дова, и кога се сретнал Фудейл ибн Ияд со Суфјан ел-Саури во Мека кај Чабето, после јација застанале да зборат за Аллаховата вера и се заборавиле во времето, дури викна езанот на сабаф. Значи, овие се калибри, брат, овие се врвни калибри. Како имам Фудейл, рахимахуллах. Зошто вели дека ќе ја направим, ако знам една дова да ми беше примена, ќе ја направим за владарот, зошто? Велит,
Idha saluha al-imam, amana al-bilad wal-ibad. Zašto ako se podobri vladarot, ќе бидат во сигурност и народот и земјите. Значи, државите така речено понаша. Значи, ако се подобри владарот, и народот е тогаш во сигурност. А ти си еден дел од тој народот, значи ти ќе бидеш во сигурност. И ќе се подобрат местото, значи државата, земјата. Тоа подобрување се враќа и кај тебе после. А ти ако се подобриш самиот, таа дова за тебе прави за лични работи, таа се ограничува тоа добро само кај тебе. Ама другите немаат ништо. Ама ако се подобри владарот, тогаш сите имаат нешто. Und Imam al-Barbahari rahimullah, во неговата книга Шерху Сунна, значи објаснување на суннетот, вели: "Вала яхиллу қитали султан." Забрането е борба против султанот. Ова книга Шерху Сунна е пред 1100 години напишана. Не е денеска и вчера. Да ние да ја ваѓаме од нас, од нашите џебови. Ла яхиллу қитали султан. Забрането е борба против султанот. Вала л-хуруџи алейхи. И забрането е да излагаш во демонстрации против него. Ти велиш селефи си бујрома. Стави ги овие аргументи и мери се на тие аргументи. Не ми кажува мене ја има ваква намера, ние ваке сакаме, ние онаке сакаме. Стави ги овие аргументи и мери се сам до кај си. Не барај, значи излези. Се ќе застанеш пред Аллах субхана ва таала и тогаш нема да излези. Се ќе дојдат народ на судниот ден и ќе бараат нон-стоп излези за тие дела што ги правеле. Тогаш Аллах субхана ва таала ќе им дозволите на тие дела од телото да сведочат што ги извршувал тие работи. Тогаш тој ќе се кара со неговите дела. Тој ќе вели: јас сакав да ве спасам вас сега, а вие ме издадовте. Но тие ништо не се освен послушни спрема Аллах субхана ва таала. Тој што го направил ова јазик што е место да збори, е мочен и ова рака и нога и око и уша да го направи да збори. Ла яхиллу қитали султан. Забрането е, алейкум селам рахматуллах. Забрането е борба против султанот, против владарот. Вала л-хуруџи алей. И забрането е излагање во демонстрација против него. Ва ин џара. Слушај добро. Ва ин џара. Што? Иако е тој неправедник, зулумчар. Се овде има тие проблем. Тој е зулумчар, тој е неправедник. Не. Ва ин џара. Ние ти ајде да што ќе правиме со овие текстови тогаш? Ти ми кажеш што добро. Што ќе правиме со овие текстови на имамите на селев? Значи треба за твоите страсти да ги оставиме. Затоа тие ихванул муслимин, таа заблудна група и од најзаблудните групи во овие време, таа. Ихванул муслимин, кога Аллах Џелешану ги искуша за една година да дојдат на власт во Египет, за да им ја видиме нивното вистинско лице, хадисот што го спомнаве на почеток, дека нема да го следат сунето на пекамберот сам и неговото упатство, има џаволски срца и ако те удират во грбот и да го земат богатството, да бидеш послушен и покорен, ова беше кај ихванул муслимин слаб хадис, веле. Иако е во муслимовија хадис, слаб. Кога дојде Мурси на власт, рекоа хадисот аутентичен сега. Значи види како играат со верата. Види како играат со верата. Нас не интересира дали владарот е шиптар, турчин, араб, жолт, бел, крвав или суво грозје глата него исушен. Владар е. Владар. Имам ал-Барбахари и ва ин џара, иако е неправеден, да бидеш, не смеш ни да правиш борба против него, ни да излагаш против него. Зошти? Имамите, ова е селефиско школо. Селефиското школо што е? Ти кажува нешто и онма ти го донесат аргументот. Не, аба, ти требаш да имаш доверба во мене, знаеш? Види брада во ако кара. Јас уоѓа 20 години таму, бе, знаеш ти?
Ne. Селефистко школа е што? Ти кажуваат нешто и одма ти го дават аргументот. Те учит нешто одма со аргумент. Не е добра доверба, добро мислење. Не бараме не добро мислење. Бараме аргументи. Зошто вели? За ова што го рече, ова што го рече, одма го базират овие говори, овие зборови, ги базират на суннето на пекамбарот салаллаху алейхи ve sellem. Ли каули Расулиллахи салаллаху алейхи ve sellem ли Аби Зар ал-Гифари. За онај збор што му го рече пекамбарот салаллаху алейхи ve sellem на сахабиот Аби Зар ал-Гифари радијаллаху ан. Исбир ва ин кана абдан хабешијан. Биди трплив. Значи биди трплив спрема владарот, иако е тој значи еден роб, робјаник, стануваат владар, биди послушен спрема него, иако е од Хабеша. Значи луѓе што не се значи со позиција, не се од Куреиш, од такво значи потекло со углед, со вредност, не, од Хабеша. И сушено како суво огрозе главата негова. Биди послушен спрема него. Исто ва каулихи салаллаху алейхи ve sellem лил ансар. Изборовите на пекамбарот салаллаху алейхи ve sellem што им ги рече на ансарите од Медина. Што им рече пекамбарот? Исбиру. Значи бидите трпливи, содржете се. Зошто пекамбарот салаллаху пред тоа им објасна дека има да имаат работи што да гледаат тие, нема да им се допаѓаат нив. Исбиру. Пекамбарот не им рече излезите на улица, демонстрирајте, борба правите. Не. Исбиру. Зошти? Што го тепа Усмана радијаллаху ан, што го тепа после Алија радијаллаху ан, и така натаму. Усмана стреде во Медина го убија Хаварича. Предците на Бин Ладен, предците на Абу Бекр ал-Багдади, предците на Јасер Третиов, како се Јасер Третиов без брата излегола. Овие веле наследникот е на Абу Бекр ал-Багдади. Никој не го знае, ни од кај излегол, ни што излегол. Све монтирани луѓе, монтиран, еден на други монтиран. Каде учел? Во Тора Бора? Му дојдоа мелачината? Каде учел? Кој го учел? Кој го знае? Ова вера не е да се криеш по карпи и по Тора Бори и да кажуваш филмови после. Кај се денеска? Сите и одено се губа, го фрдија в море негде. Ни кажуваат дженазето, ни ништо, в море негде. В море. Заврши мисијата него, е готово. Исбиру, пекамбарот на исбиру. Бидите стрпливи, содржете се. Хатта талқауни алал хауд. Дури да ме сретнете ве мене во хаудот, во изворот што му е даден на пекамбарот салаллаху алейхи ve sellem. На јомул қијама, што тој извор, должината него е како еден месец патување, должина и ширина еден месец. И тие што се пијат, значи чашичината, се небројни колку звездите. И побели од млекото, поблаге од медот. Кој ќе пие од тој извор, нема да има никогаш жет. Што ги пекамбарот салам, кога ќе видите вие вакви работи што не се допаѓаат вас, исбиру. Значи не излезите, правите борба, правите каос. Исбиру хатта талқауни алал хауд. И што вели после имам Ербербехари рахимуллах? Ва лейсе мине сунна قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Зошто правење борба против владарот правит фесад, расипуваат што? Дуњалокот и верата. Зошто? Ке ти земе после богатството, ке ти дојде дома, ке те застрами пред фамилијата твоја и други работи. Ова е дуњалокот. А верата исто, ке се затворат џамиите, нема да имат дерсови, нема да имат. Имаш загуба и во страна на верата, и од страна на дуњалокот. Фа инна фихи фасад фи дуња вад дин. Исто вели шехул Ислам Ибн Теймија рахимуллах: Иннал машхура мин мазхаби ахли сунна
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة والقتال بالسيف وإن كان فيهم ظلم. Ona što je poznato, Ibn Tejmija rahimehullah, ona što je poznato od medhebot na ahlu sunna, od pato na ahlu sunna, što je? Ti je nego gleda dozvoljeno izlaganje to na ulica protiv vladarite i pravenje borba so sabija protiv njih. Nego gleda това dozvoljeno. Iako vo njih, vo tije vladari, se najduvat nepravda. Zulm. Znači zulum. Znači to je zulumčar. Сек, исто неговиот зулумчар што ги имат, не дозволувата, не е патот од Ахли Суна вал Џамаа, да излезеш против него, да правиш борба и да правиш нереди и да правиш хаос во средината на муслиманите. После што ли Ибн Теймија рахмуллах? لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم الفساد الحاصل بظلمهم بدون القتال ولا فتنة. Vidi ova svačanje, znači ova precizno svačanje na Ibn Tejmija rahimullah. Precizno svačanje na šehol Islam Ibn Tejmija rahimullah. Što veli? Зошти негативноста и лошите работе што се случуваат кога се прави борба против него се многу поголеми од таа неправедност што се најдува во тој момент. Значи, ти видиш, во овој момент имаме неправда. Имаме ваке. Но излагањето против него и правење борба против него, тоа е многу поогромно од што? Од таа ситуација што се најдуваш и тогаш. Таа е многу поогромна. Фа једфау а'зам фасадейн билтизами адна. Така, значи ова е правило, ова од базите на Ахли Суна вал Џамаа што се отстрануваат едно лошо се отстрануваат со земање, значи на себе си помалото лошо. Значи имаш две лоши работи. Имаш таа неправда што се случува и има, значи, борбата. Во излагање правење борба и нереди има повеќе лошо и повеќе негативност. Ти го земаш, значи, тоа што е помалце лошо, за да го останеш по големото лошо. Го сватив това добро, значи ова е многу важно правило. Во секоја работа во животот, имаш две лоши работи. Не велиме не имаш добра и лоша, не. Имаш две лоши работи. Што не можеш да се оттарниш, едната мора да ја правиш. Како е правилото шеријатско? Правилото шеријатско е да го земиш помалото лошо, да го одбереш. Како сега, пример, имаш ти неправда. Гледаш неправда се случува од страна на владарите. Тоа е лошо, но поголемото лошо е да се излези на улица и да се прави демонстрации и да се правите. Тогаш е тоа многу поогромно лошо. Исто, имам Барбахари, рахимуллах, што вели? Велит имам Барбахари, ида раейта раджулан, ако видиш ти еден човек, ида раейта раджулан, јед'у ала султан, ако видиш еден човек, тој прави дова против владарот. Фа'лам, тога знај добро, аннаху сахибу хава. Знај добро дека тој е следец на неговите страсти и на бидатот. Значи ти гледаш човек, прави дова против владарите. Не гледај солзите негови. Не гледај лажните солзи. Не гледај. Знај добро, ова од селев е, брат. Ова е патом на селев. Ние велиме сме селев и ова е селев. Ако видиш човек прави дова против владарот, знај добро дека тој е следец на бидат и неговите страсти. После шаулит имам Барбахари рахимуллах, wa idha ra'aita rajulan, но од другата страна, ако видиш еден друг човек, јед'у ли султан, тој прави дова за владарот, значи за подобрување на владарот, бис салах, значи прави дова за подобрување на владарот,
Fa'lam annahu sahibu sunna, inša Allah. Znači, ako vidiš čovek pravi dova za vladarot, za se podobri, znaj dobro, deka toj čovek je sledec na sunnetot, inša Allah. Znači, vidu, ova je nišan, što ti razlikuvaš. Ova je nišan, ti je dadeno, znači, od imamite na selef. Da go prepoznaješ, da go znaš i da go razlikuvaš. Ko je sledec na bidat i ko je sledec na sunnetot. 1100 godina ova knjiga, ove zborove su od imama el-Barbahari, 1100 godina i više. Ha? I Musa, alejhi salatu wassalam, i njegov brat Harun, alejhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ovi dva pekamberi gi isprati, ovi dva izbrani pekamberi i od najdobrite ljudi što nekoga stavile noga u ovaj dunjalog, znači Musa alejhi salatu wassalam i njegovi od brat Harun alejhi salatu wassalam. Koga Allah dželešanu im naredi da odat kaj Firauna, kaj najlošiji čovek u dunjalokot. Allah im reče, ojte, idhaba ila Firauna, innehu taga. Allah dželešanu im naredi, odite vije dvajcata kaj Firauna. Na visina to gi pretera granicite. Gi premina, gi prekorači granicite. Odite kaj Firauna, se na visina toj gi premina granicite. No, koga ke pojde kaj Firauna, kako da zborat o nego? Kako da mu se obratat? Allah dželešanu gi nauči. Faqula lahu qawlan layyin. Kažete mu nemu, obratete mu se nemu so meki zborovi. Ovo je Kur'an, a? Сега ти велиш Абу Исхак el-Huwaini, Muhammed Hassan, Muhammed Jakub i ti je tamo ili ova go zemaš? Сега ti sam odluči se, ne mi kaže, posle ti je ljudi, kako Abu Исхак el-Huwaini, Muhammed Hassan, Arifi, drugi, peti, ti stavi gi na ovi ajeti i meri gi njim da li ti je ova go stava do praksa. I toga ške znaš da li ti je se od ahli sunna ili od ahlul bid'a. Nema somneš tega se od ahlul bid'a. Nema somneš. Što veli tada? Faqula lahu qawlan layyina. Kažete mu nemu, obratete mu se na Firauna so meki zborovi. Zošti? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Može bi ke se ostavi toj da se podsjetit, znači na Allah dželešanu, i da se plaši do Allah dželešanu. Imam ibn Kathir, rahimullah, veli vo tefsira na ovaj ajet, što veli Imam ibn Kathir, rahimullah, veli, هذه الآية فيها عبرة عظيمة. Ovaj ajet je ogromna lekcija, ogromno školo, ogromno učenje. Ibratun azima, zošti? Wa huwa anna Fir'auna fi ghayati al-'utuwa wal-istikbar. Fir'aun je vo maksimalna aroganca i tiranstvo. Vo maksimalen, krajno. Wa Musa safwatullah. Und Musa vo drugata strana, što zastanuvat pred nego, je od najizbranite pekamberi i ljudi što živjeli u ovaj dunjaloka. Od Ulil Azam, od 5 najdobri pekamberi Rusulje Musa alejhi salatu wassalam. Zastanuvat protiv najlošijeg čoveka, što pretera site granici. I što mu veli togaša? Wa ma'a hadha, i so seto toa slučka, umira, mu biše naredeno, od koga od Allah subhanahu wa ta'ala, alla yukhatiba Fir'auna illa bil mulatafa wal layyin.
И да со сето тоа, со сета таа ситуација, му беше наредено на Муса алейхи салату васелам да не му се обратува на Фирауна, освен со меки и добри зборови. Харун ибн Рашид, рахимахуллах, еден од владарите во времето на Селеф, му дојде еден човек и збореше со него со значи со вулгарни зборови. Ти си ваков, ти си таков, ти не чиниш, ти не правиш, и така натаму. Му рече Харун, застани малку. Му рече, ти, дали си подобар од Муса? Не. Ако рече подобар е кафир. Му рече тогаш Харун, јас, дали сум полош од Фирауна? Рече не. Овја Харун беше муслиман. Овја е кафир. И ги претера сите граници. Му рече, гледај. Муса беше подобар од тебе, а Фираун беше полош од мене. И му рече Аллах Джелешану, кога го испрати него кај Фираун, му рече, зборувај му нему меки добри зборови. Разбравте или не разбравте? Ова е верата на Аллах Субхану ва Таала. Не гледај емоции, не гледај YouTube како плачат тие лажговци. И сами излагаат. Исто пренесуваат Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам рекол: иннаха сетекуну ба'ди атharatun. После мене имат разделување на богатството со неправда. Овие хадис муттафакун алей. Значи, што муттафакун алей во Бухари и Муслим. Најаутентичен хадис во целиот дуњалог. Што е најаутентичниот? Да биде тој хадис во Бухари и Муслим. Ова е прв степен. Овие хадис тука, пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, после мене имат разделување, поделување на богатството со неправда. Wa umurun tunkiruna, и работи што нема да ви се допаѓаат. Што вие, значи, ги врачате, значи, ги отфрлате тие работи. Тункирун. Калу ја Расулаллах, сахаба му се обратија, рекоа сахаба, о посланиче на Аллах Субхану ва Таала, Кейфе та'муру мен адрака минна залик. Како ни наредуваш ти нас, ако некој од нас го стигне тоа време? Значи, види сахаба пак бара одговор од пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Не од себе си. Бара одговор од пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Тогаш рече пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, што рече? Туадду л-хақqa аллази алейкум. Туадду л-хақqa аллази алейкум. Вие што ги имате вашите обврски спрема другите, извршувајте ги. Значи, ти имаш обврски спрема владарите, да платиш ова, да платиш она, да ова, да се држиш на тие семафорите и други работи. Ти обврски што имаш спрема другите, не му влагаш на комшијата, тебе ти текнало, место сакаш поголемо, ајде, мениок, межникот, не. Ти ги извршуваш обврските твој спрема другите. Но ти што имаш права, кај се тврава да твој? Што рече пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям? Wa tas'alullaha alladhi lakum. А тоа што вас ви припаѓат, тоа ви припаѓат вас. Ке го молите Аллах Джелешану. Значи, не на улица да излезите. Значи, видиш овој пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям, твоите обврски ти ќе ги извршиш, не вели тој ми прави неправда, мене и ја ќе прави неправда. Тој една ја 10 ќе му ги вратам. Така мислиме ние. Така имаме, значи, обичаи и така сме израснати. Да. Значи, тоа едно ја 10 пати. Не. Пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям, вие што имате вашите обврски спрема другите, извршете ги. Донесете ги на место. А другите што имаат спрема вас, значи обврски што имате вие право спрема другите, да, што ви припаѓа од вас, молите му се на кого? На Аллах Субханаху ва Таала.
A ne da izlaziš na ulicu i kažeš moj prava sa ovije, moj prava sa onije. I da praviš nered. Da. Ovo je muttefakun alej u Buhari i Muslim. I što veli šejh Ibn Baz, rahimahullah, veli v ovaj hadis, teka v ovaj hadis, فيه الحث على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم المنازعة. Ovaj hadis je motivacija da bidiš poslušen sprema vladarite i da ne demonstriraš i da izlagaš protiv njih i da ne praviš s onih, znači, kavgi i sporovi. والمؤمن i vernikot, veli šejh Ibn Baz rahimahullah, vernikot, والمؤمن يؤدي ما عليه من الحقوق. I vernikot ovdje zbori šejh Ibn Baz rahimahullah, gi izvršuvat oni obvarski što gi ima, to je sprema drugite. وَيَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي لَهُ. A ona što mu pripađa njemu, mu se moli na Allah dželešanu. وَلَا يَفْتَحُ بَابَ الْفِتْنَةِ. I to je ne otvorat една vrata na spletki i na fiten. Što izlezi nadvor, ke pravi problem i ke pravi toga, otvorate na vrata na spletki. I vidi kako be selef lemma hubisa Muhammed ibn Sirin. Muhammed ibn Sirin беше ставен во затвор. Овие имам на имамите, овие е ученик на Абу Хурейра радијаллаху ан. Ученик на Абу Хурейра која? Muhammed ibn Sirin. Abu Hurajra od kog učenik beše? Od pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači među Muhammed ibn Sirin i pekambera sallallahu alejhi ve sellem je samo jedan čovjek, a to je Abu Hurajra. Sahabio što prenesla najviše hadisi. Muhammed ibn Sirin padna zatvora. Ама не да велат како овие текфирци што велат падна заtvora. Зашто секој треба малце да бидиш шех кај нив, треба затвор да бидиш. И дури велат, ако бидиш затвор и ако си тежок, не знај, кој излезеш надвор, шех си тогаш, ти бил затвора. Такви се заблудници. Мухамед ибн Сирин, знаеш зашто падна затвор? Купи мед со пари кренати. Пари на дук, зеде на дук, пари, купи мед. Во бурето, во казанот, кај што ги имаше неговиот мед, што сакаше да го продаде и да профитират од тие пари, да ги вратит борџот и ништо да остане за него, во бурето на тој мед најде еден глушец. И имаше страв да тој глушец го направил медот нечист. Чим е нешто не нечисто, не смееш сам да го употребиш, а камоли на другите го дадеш. Што направи Мухамед ибн Сирин, го истори цел мед. Секој од нас да беше, ќе го чистеше малце згора, продај го ми е гајле. Се отрул, другиот не се отрул, го извади од дома. Парите ми се важни мене. Но Мухамед ибн Сирин, што се плаши од Аллах субханаху ва таала, не го прави тоа, го фрли медот. Иако знаеш дека човекот го чекат борџот. Еден ден човекот ги бара парите, нема, другиот, третиот, отиде да се жали кај владарот. Значи отиде да се жали кај владарот, не сам да ги бараш парите. И дојде со пиштол, не знаш што таму да го притискаш. Не, ова не постои во исламов. Ако имаш нешто, ако ти направи некој неправда, оди бараја в полиција, оди бараја в суд. Не сам да извршуваш. Нема во исламот само правење нешто. Да одиш кај институциите. И во ширијатска држава, во институциите, не сам ти, што ти текнало тебе, ти чефнало тебе. Исламов не е каос. Исламов не е каос. Спрема сваќањето на текфирците, на Хауаридж, на Исис, на Даиш, на Нусра, на Мусра, Исламот треба да биде каос, ладнокрвност, влијање на крв. Брат, се кучина на запад. Луѓето почнаа сојдарници да влагаат во Исламот, дојде овие ладнокрвници, овие џаволи и застана пред камера тука и убиваат луѓе пред камера. Кој чафир ќе го види оваа слика, што ова вера никој па не сака да ја земја. Овие направа работа, брат, што не можат непријателите само 100 години да направат таа штета. Тие за негодина цела време. Сега кај се замина, се изгубија, не знае никој кај се. Замина, никој не знае кај се, заврши.
Nigde. Završi misijata, toliko ima odredeno vreme. Сега neko drugo ime ќе дојде. Се noš Al-Qaida, dosadno stana. Сега ISIS, dosadno и то. Сега neko drugo ime ќе дојде. И пак ќе појда таму, ќе има лесни глави. Мохамед Русин падна затвор. Кога падна затвор, чуварот од затворницата го знаеше, имам беше на муслиманите. Ес-Седжан, тој што го значи чуварот на затворницата. Што му рече чуварот на затворницата? Му рече: "Иза кана ал-лейлу фазхаб ила ахлик." Кога ќе дојде ноќта, ноќе, темница, кога ќе дојде, оди си кај фамилијата. Кога ќе дојде ноќе, оди си кај фамилијата. Фа иза асбахта фатаал. А кога ќе станеш сабајле за сабав, врати се пак во челијава, така, челија, пардон се така, челија, врати се во челијава, замисля луѓе осеки во затвор си. Тој го знаеше каков човек. Сега секој ден треба да се праша, тој е во ваква ситуација, затвор е паднат и знае зашто е затвор паднат. Значи не знае нешто што направил некому нешто лошо, сам себе се во вистина, поради медот со глушецот. Сега што му вели затворникот, му вели ти ноќе ој си дома, кај фамилијата, денски врати се, мисля луѓето дека си овде. Ти имаш ваква понуда, замисли ти себе си твоја, во ваква ситуација си. И имаш понуда ти. Што вели тогаш? Мухамед ибн Сирин што вели? Што му одговарат? Ла валлах. Ла валлах. Не. Ти се колнам валла, не го правам тоа. Ла валлах. Ла уинуке ала хијанати султан. Јас немам да бидам комплице или соработник со тебе во предавството и преварството спрема султанот на владарот. Владарот ми оделил мене ова казна мене. Јас немам се да бидам соработник со тебе во преварство на владарот. Да. Ова е патот на селеф. Ова е патот на селефу салех. Не работа што имаме ние сами измислено. Исто еден човек му дојде на Али радијаллаху ан, и почна се жалит. Му рече: "Ја имам, во твоето владење, во твоето време на владење, се нередите и фитн, искушенијата многу поголеми направени од што во времето на Абу Бекра и Омара." Зошти? Каде излезот од ова? Тогаш Али радијаллаху анху одговори, му рече: "Зошти Абу Бекр и Омар тие владеа над луѓе како мене." Значи Абу Бекр и Омар владеа над луѓе како мене. И затоа немаше фитен проблеми. А јас владеам како луѓе како вас и затоа има проблем. Значи затоа почни од кај тебе, сакаш подобрување, почни од кај тебе. И исто Ебу Ваил радијаллаху ан пренесуваат дека му рекоа некои луѓе во Медина, му рекоа на Усама ибн Зейд. Усама ибн Зейд радијаллаху анхума, еден од најзворедните сахаба и најсаканите луѓе. Усама ибн Зейд му рекоа на Усама ибн Зейд, ќе беше добро ако ти дојдеш кај Усман радијаллаху ан и збориш за ова работа. Значи што имаше проблемите со Хаваридж. Да зборниш со него за ови работи. Тогаш им рече Усама ибн Зейд: "А мислите вие јас ќе зборувам со Усмана, а вие да ме слушате мене? Јас зборувам со него тајно. Тајно, јас зборувам со него тајно." Значи тајно се дават, ако имаш некој совет за владарот, тајно, меѓу тебе и меѓу него. И накрај што вели Усама ибн Зейд, тој е сахаби, син од сахаби, татко му негов сахаби и тој сахаби, што вели? Зошти? "Дуна ан афтаха бабан, ла акуну аввалу ман фатаха." Јас не сакам да бидам оној
што отворат една врата да бидам прв што отворил таа врата. Што значи това? Дека во времето на сахаба да зборуваш јавно против владарите беше новотарија, беше нешто што никој не го направил. Осам ибн Зейд вели, јас не сакам една врата да отвора што никој пред мене, значи никој од сахаба не направил тоа. Да. Значи беше бидат, брат. Новотарија да збориш јавно против владарите, на худбина, на интернети, на јутуби, на новиње, на книги, на не знам што. Забрането е, брат. Забрането е. И исто, велит Омар, ради Аллаху ан, велит дека им се обратуваат Омар, ради Аллаху ан, на нормалниот народ, што тој бил нивниот халифа. Омар, ради Аллаху ан, велит, ние, како владари, имаме едно право спрема вас. Значи, на право спрема вас. Кој е тоа право? Ен насихату бил гаиб. Да не советувате вие нас во тајно. Значи, Омар, ради Аллаху ан. Што е правото на владарите? Правото на владарот е спрема народот негов што го владеат, да го советуваат во тајно. Вал муауанату алал хаир. И да не поддржувате нас во добрите работи. И исто велит пекамберот салаллаху алейхи ва салам, што шех Албани рахимахуллах овај хадис го правил сахих, велит пекамберот салаллаху алейхи ва салам, мен арада ан јансаха лади султан, фала јебдуху аланија. Кој сакат еден владар да советуват, немој да го прави тоа советување јавно. Значи, немој да го прави тоа јавно. Валакин, но како да правит? Валакин, јахузу биједихи, фа јахлу бихи. Но, како правит? Го земат него, меѓу него и него, за рака, што се вели, и се осамуваат со него, фа ин кабила минху, ако го примат од него, значи добро. Ва илла кад аддама алейхи. Ако го примат тоа советување него, добро. Ако не, тој го изврши неговата обврска спрема него во тајно и после тој не иде на улица, вели, ја го советив, него не прима од мене. Не. Ти го изврши твото, што? Обврска. Значи, разбра? Ова е важна работа. Ова е поважна тема, бедо. Ама вие не сваќате, вие не знаете вредноста на оваа тема, зашто сме, значи, како леталки направени. Утре дојде некој ни збори, све е заборано што сме зборили ноческа, никаков аргумент не памтиме на памет, ништо не знаеме, заминуваме со таа луња. Задуте иде трета луња со третата, позадуте четврта луна со четвртата луња и таа ќе ојме, значи, како ветрона, да не дуата. Брат, оваа тема се 72 групи во заблуда. Оваа тема имамите на Селеф е пишуваат во книгите на Акаид. Книга за акида, за верувањето во Аллах Джелешану и во мелачината и така натаму. И оваа тема иде тука исто. Зошто? Од големата вредност на оваа тема. Од големата важност на оваа тема. Што многуте секти се тука заминати во заблуда. Скршнале. И работата не е само прашања, бедо, прашањата треба да се стават во пракса. Ние имаме 1000 прашања одговорени и јас гледам нема подобрување. А ние имаме прашања што се поважни од тие џеназината и други рабоча. Ние имаме ноштоп џеназина, џомити тоа не нас са нешто. Брат, ти утре џеназе ќе бидиш и ако излезеш пред Аллах Джелешану како не требита, тогаш сам ќе имаш проблема. Значи ние треба да го ставиме тие прашања и тие одговори после, не само да поминиме ноќта, да имаме една забавна ноќ со забавни прашања и одговори, не, работата е дали ние тие одговори после ќе ги ставиме во пракса. Значи ја не гледа подобрување многу. За голем жал гледа брача се 4-5 години со нас и се движат во место. Како војникон,
кога движи во место, му дава наредба официрот, му вели движи се, тој не ни напред, ни назад, на место се движи. Така и ние сме направени, нон-стоп се движиме само на место. Брат, секој ден што го поминуваме ние, што не се подобруваме во верата на Аллах Джелешано, ова е загубен ден за нас. Ние имаме големо бауштеле пред нас, брат. Огромно. Ако ние секој ден го врвиме, го тапаме времето, како веле некој го тепа времево, и не се подобруваат, значи не правит хесап со себе на вечер, ја денеска, дали се подобрив некој суннет, плюс го направив до пекамберот? Колку суннети знаеме, не ги правиме. И други работи. Значи ние треба не само прашања поставуваме, треба и прашањата покроце да се стават, значи, во пракса. Значи, знаењето, плодовите на знаењето, што се? Делата. Ти може има знаење, ки знаеш колку, ако немаш дела, е како едно дрво, што се големо дрво, нема плодови. Така ти си исто после. Ти имаш можда знаење, немаш дела. И тоа знаење после е против нас аргумент на судниот ден. Тоа знаеш што го знаеш и не го ставаш во пракса, е аргумент против тебе и против мене. И на крај, велите Аллах субхана ва та'ала, значи овие работи што ги спомнавме и го поврзуваме на крај со овај ајет, што велите Аллах субхана ва та'ала, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Аллах Джелешану се колнит во себе си своја. Значи, кога Аллах Джелешану се колнит во себе си своја, значи нешто ова е огромна работа. Огромно, многу. فَلَا وَرَبِّكَ. Аллах се кај твојот Господар. لَا يُؤْمِنُونَ. Тие не верувале, не се верници, но немаат вистинскиот иман. Hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum. Додека да те направат тие тебе судија во нивните кавги. Додека те направат тие тебе судија во нивните кавги и недоразбирања. Ова е доволно, не е доволно. Thumma, кога ќе те направат тебе тие судија тебе, и тогаш ти се осудил спрема нив, ја ти носам тебе хадиси, ти кажав хадисите на пекамберот и ајетите како спрема владарите требит, ти го прима можда, ама уште имаш во срцето нешто внатра. Но правилниот верник што? Аллах Джелешану thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. После тоа кога ти го примаат тоа твоето, значи, судење, после тоа не чувствуваат тие ништо во нивните гради. Значи има некогаш човек прима нешто, ама му станува нешто во градите, значи во срцето. Не, вистинските верници го прават пекамберот сам судија и после ништо, кога ќе дојде судењето од пекамберот, значи хадисот во ова време и сунетот што е потврден, ништо не му останува во срцето неговото срце е чисто, нема резерви во себе што ги чуваат. И после wa yusallimu taslima, и му се предаваат на тоа осуда, на тоа му се продаваат целосно. Значи што треба? Три работи, да бидеме вистински верници. Да го направиш пекамберот сам судија, после тоа кога ќе осуди пекамберот да немаш ништо во твоето срце и после на крај му се предаваш целосно. Хада ва салаллаху аля набина Мухаммед ва аля алихи ва сахбихи ва салам.